Неплатени сметки за израелска пропаганда. Некои израелски инфлуенсери и маркетинг фирми ангажирани да го бранат наративот на израелската држава и да шират произраелска пропаганда, велат дека се уште чекаат да бидат платени за извршените услуги. Според извештаите на израелските медиуми, некои од нив поднеле тужби против израелската влада за неплатени услуги поврзани со кампања за јавна дипломатија позната на хебрејски како Хасбара. Вкупната вредност на тужбите наводно е милиони шекели или стотици илјади евра. Меѓу оние кои тврдат дека не им е платено е и поранешниот портпарол на израелската влада, Елион Леви, кој вели дека државата му должи повеќе од 10.000 евра за консултантска работа. Леви тврди дека неговата плата била исплатена преку приватна продуцентска компанија, а не директно од државниот буџет и дека владата никогаш не го формализирала договорот. Во тужбите се наведени и неколку компании кои обезбедувале услуги за израелскиот апарат за јавна дипломатија. Една фирма Спидикол вели дека изградила 24-часовно медиумско студио во воениот комплекс Кирија, кое било користено за меѓународни интервјуа од страна на премиерот Бенјамин Нетањаху и други високи функционери. Компанијата сега тврди дека државата и должи повеќе од 160.000 евра за 9-месечна работа. Друга компанија Интелект бара повеќе од 400.000 евра за услуги поврзани со глобални комуникацијски кампањи на Израел за време на војната. Според документите цитирани во тужбите, дел од таа активност вклучувала финансирање летови до Хаг, каде што произраелски активисти патувале за да одговорат на пропалестинските демонстрации за време на сослушувањата во Меѓународниот суд на правдата. Извештаите исто така сугерираат дека некои од плаќањата биле извршени преку приватни компании, а не преку официјални владини договори. Израелските власти од тогаш започнаа полициска истрага за наводните неправилности. Во една тужба дури и се тврди дека канцеларијата на премиерот се однесувала како шверцер без сметка, очекувајќи услуги без плаќање. Овие спорови доаѓаат во време кога Израел продолжува многу да инвестира во меѓународни кампањи за промовирање на израелскиот наратив низ целиот свет.